Интервјуто е тука. Совет број 13. Внимавај на невербалната комуникација. Твоите гестови и држењето на телото исто така зборуваат. Особено кога си вознемирена. Може да се забележи дека си нервозна и тоа го покажува твојата комуникација. Дури пред да почнеш да бараш работа, пробај нови активности кои ти даваат можност да ги подобриш своите комуникацијски вештини, вклучувајќи ја и невербалната комуникација. Совет број 14. Не доцни. Овој совет може би звучи многу едноставно, но подобро е да стигнеш порано отколку да задоцниш. Ако интервјуто се одржува во друг град или на подалечно место, подобро е да го започнеш патувањето на време. Планирај однапред. Совет број 15. Провери дали се функционира. Денес не е невообичаено интервјуто да се одвива онлайн, преку Zoom, Google Meets или друга алатка. Провери ги однапред, заедно со камерата и микрофонот. Не заборавај и на позадината. Можеш да бидеш дома, но сепак е важно што се гледа зад тебе. Запомни, техниката често знае да откаже токму кога најмалку треба. Затоа, биди подготвен. Совет број 16. Јади, спи и чувствувај се добро. Да, подготовката за интервју за работа може да биде стресна. Но, сепак не заборавај да се наспиеш добро пред интервјуто и да изедеш нешто. Празен стомак и умор не се најдобрите услови за успешно интервју за работа. Совет број 17. Диши. Моментот конечно дојде. Пристигна на локацијата за интервју. Се чувствуваш вознемирено? Земи длабок здив и продолжи понатаму. That's it, folks.